вистинско време да започнеме и со првата тема на денот. Денеска, 17 ноември 2021 година, го одбележуваме светскиот ден на предвреме родените бебиња. Поради таа цел, тој потик, денеска со нас е докторка од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, ГАК Скопје. Добро утро за Рената Димитриевска. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Стигнавте безбедни, иако прочитав дека навистина се обраќа од утринава, посекако си е. Гужвата. Да, си е голем, но утринава, навистина зголемена фреквенција во градски средини. Докторке, светскиот ден на предвремено родени дечиња ги одбележуваме секоја година. 17 ноември е денот кога даваме навистина едно внимание на овие кога ќе се родат мали, кревки и осетливи, но големи херои. Што значи предвремено родено бебе? Да, значи светскиот ден на прематуритетот е денот кога ние практично треба да ја подигнеме свесноста за предвременото раѓање на бебињата и секако грижата за овие предвремено родени бебиња и нивните фамилии. Предвремено родено бебе значи дека бебето е родено пред 37-та гестацијска недела. Зависно, но не е seедно дали тоа новороденче е родено 23-та гестацијска недела или 36-та. Па во зависност, знаете, од тоа во кој интервал се породени, односно во која гестацијска недела, практично така и ги делиме на екстремно прематурни, тоа се од 22-та до 27-та гестацијска недела, на многу прематурни, тоа се од 28-та до 32-та и на нешто измеѓу или од 32-та до 34-та и од 35-та, 36-та веќе се тоа касно прематурни, односно late premature. Добро, колку тежело најмалото родено бебенце? Кај нас на прием, па мислам дека беше 450 грама. Вака да се замисли на вистина нешто премало. Имаше и, да, баш пред месец дена имавме 22 недела, мислам дека беше 270 тука некаде грама, 300. Меѓутоа имаме во светски рамки има и преживеано дете, најмало бебе кое што е преживеено и е 270 грама. Неверојатно е вака да се замисли како оди таа процедура потоа на опоравување. Да, таа борба е долга. Значи понекогаш трае и со месеци. Започнува уште од моментот на раѓање борба за живот и колку е, знаете, поголема таа борба за живот, толку е почетокот, значи доколку тој почеток е кој бара поголема реанимација, поголема стабилизација од страна на медицинскиот тим, практично толку подолг е и престојот на новороденчето, толку таа борба е потешка, проследена е со повеќе последици и нормално таа битка не завршува на жалост со испишувањето на новороденчето од болницата и повторно спојување со неговото семејство, туку таа борба продолжува и понатака да се следат тие дечиња, да се работи со нив за да може доколку има некакви последици, постојат можности истите да бидат надминати, така да треба многу работа. Нешто подоцна околу тоа, околу начинот на живот. Сакав да ве прашам, претпоставувам дека веќе кога споминавте борбата започнува од самото раѓање, верувам и дека психичката подготовка и на мајката и на целото семејство започнува со тој чин за борбата која што ги чека. Апсолутно, сигурно да. Да. Важно улогата ваша на докторот со мајката, со бебето во целиот тој процес, тој триаголник на успех. Да, значи, секако дека таа борба почнува уште во текот на бременоста, нели, со следење на бременоста, со следење на сите оние стручни совети кои што се дават од матичниот гинеколог и доколку дојде до предвремено породување, значи тоа треба да биде навистина планирано, значи да дојде во терциерен центар каде што има таква единица за интензивна нега и терапија каква што е нашата при гинеколошко универзитетската клиника, затоа што знаете и подготовките пред самото породување на таквото дете во кое што се даваат одредени лекови, значат и многу помалку компликации, многу подобро адаптирање, односно транзиција на новороденчето од матката во надворешниот свет. После тоа раѓање исто многу е важна, значи реанимацијата, тие дечиња барат навистина една специфична, високо специфична реанимација од
посебно едуциран кадар и секако тука треба и посебна опрема која исто е високо софистицирана за нив. Така да борбата почнува од самиот момент на оживување, значи од воспоставување на правилна срцева акција, на дишење, подпомагање на дишењето, па потоа тоа дете го згрижуваме на оделението, каде што продолжуваме со поддршка на сите витални органи. И борбата трае понатака и кога ќе почнат самостојно да дишат, нели, и кога ќе се стабилизираат органските системи, тука е секако исхраната, како начин на кој што децата, нели, треба, за да можем да се испишат дома, треба сепак да можат, нели, самостојно да се исхрануваат, односно да се развие таа координација меѓу рефлексот на самото меѓу рефлексот на цицањето и рефлексот на голтањето, така да... Го споменавте доењето, го споменавте хранењето. Која е најмалата возраст во предвреме родените бебиња, во кој што може мајката да допринесе и веќе кога ќе се роди во таква состојба, да допринесе и со мајчино млеко? Значи, од сам почеток. Дури и на толку дури мали, и на екстремно малите, значи дури на 23-та и 24-та гестацијска недела може и пожелно е, значи макар и неколку капки од тоа почетно млеко колострум да бидат капнати во самата уста. Знаете, за да дојде нели до колонизација и со самите бактерии, со локално со оние антитела и со сите заштитни елементи што ги поседува особено колострумот, а потоа и мајчиното млеко. Значи нутритивната вредност не е овде во прашање, затоа што мајчиното млеко и нема само нели вредност за исхраната нутритивна, туку има и многу други значајни функции. Да, друга тема. Сакав да ве прашам во делот на не можеме да престанат, не можеме да ги исклучиме работите што ни се случуваат сега, тоа е COVID-19, вие сепак сте гинекологија за универзитетска клиника за гинекологија и акушерство, и COVID центар, но исто така отворени за пациентите од целата држава. Како функционира сега тој дел на неонатологија во делот сега и со COVID пандемијата? Па добро сме посебни мерки се... Да, апсолутно, значи бидејќи клиникава е и COVID центар, значи има тоа е добро организирано, има посебен дел со сите мерки за COVID заштита во кој што се практично хоспитализираат и трудниците кои што се COVID позитивни. А овие дечињата кои што се од COVID позитивни мајки исто така се ставаат првите денови во посебна просторија која што се нарекува изолација. Се зима кај сите нив исто така бриз за COVID тест. До сега не сме имале COVID позитивно бебе. Така да тоа е. Да, вела дека е најчисто, дека не може да има таков допир кога ќе се породи мајката, кога ќе се острани или бебето, дека не може да се има, но сепак треба да се биде повеќе предпазлив, така, во такви случаи. Добро, начинот на живот. Потоа, колку тие дечиња ги велиме дека се од мали, од кога ќе се родат, нели, од најмали големи херои, борци, успеваат ли да не заостануваат со нивните врсници? Па секое новороденче е посебно и кај секое тоа различно е. Во главном сето тоа зависи и во која, значи од самиот почеток, која гестацијска недела е бебето родено, со колкава родилна маса е родено, како поминал периодот на лекување од после раѓањето, значи колку компликации имало тоа новороденче, секако тоа зависи од самиот генетски потенцијал, така да тоа е мултифакториелно, значи како понатака ќе оди. Многу секако зависи од постнаталниот и пренаталниот период, значи дали е спроведена таа заштита за онаа планирано раѓање што кажавме, значи дали се примени тие антенатални кортикостероиди, магнезиум терапија за заштита, има неуропротективна, значи улога за заштита на мозокот. Понатака, значи доколку е завршено тоа фетално зреење, тогаш тоа новороденче навистина е многу позаштитено од потешки компликации како што е и мозочно крварење, тешка форма на респираторен дистрес, односно на тешко дишење, исто така некротизирачкиот ентероколит, кој што е многу тешка компликација, животозагрозувачка, значи во светски рамки, со висока стапка на морталитет.
Но сето тоа, например, доколку се примат тие антенатални кортикостероиди, овие компликации се прилично минимизираат. Да, се сведени на минимум, но во текот на животот потребни се повеќе контроли, повеќе сите овие новороденчиња, значи после исписот, бидејќи можат да имаат и физичко и ментално отстапување, но со оглед на тоа што мозокот е навистина пластичен, а тоа значи дека одредени функции кои што може би се нарушени со надворешната средина, значи со влијанието од надворешната средина, ќе може тоа да се премости, да се преброди, да се коригира и да бидат тие деца исто така нормални, здрави како сите други деца. Исто така имаме и доста, и поголемиот дел од нив се навистина здрави и се добри и најчесто ги достигнуваат своите врсници некаде веќе до 3-та година. Тоа сакав да ве прашам, кога веќе може да кажеме дека се изедначуваат? Некаде околу 3-та година. А во поглед на бројките, како сме? Дали се зголемува бројот на предвремено родени бебиња? Да, доста е зголемен. До сега на нашава клиника, значи сега за нашава установа, дури 20, над 20-24% некаде е прематурноста. Зголемен се размислува можеби за причинителите, можеби начинот на живот, факторите. Знаете, сега е многу актуелно околу COVID-19, нели? Дали тоа влие, колку тоа влие на вистина на редовното следење на бременоста, на стресот кај самите мајки, колку од тие бременности мораме да ги завршиме во интерес на здравието на мајките. Значи, повторно многу фактори влијаат, надворешни, но секако, но она што е реално е дека бројот на прематуритетот е зголемен и тоа ние што следиме на оделението, значи двоглавно и бројот на предвремено родените бебиња кои што имаат и многу мала и екстремно мала родилна маса, значи под 1000 грама. Затоа што оние дечиња кои што се под 1000, тие се викаат со екстремно мала родилна маса и тие се практично најзагрозени, најкритични новороденчиња. Во поглед на позитивните приказни, испишуваме ли со годините повеќе позитивни приказни од ваквите? Да. Еве. Би сакала малку и за оделот на неонатологија да го споменеме во контекст на тоа, во контекст на стручноста, во контекст на вниманието, на здравствената заштита, нега од сам почеток? Да, значи имаме голем напредок на самото оделение во однос и на преживувањето и во однос на самите последици со кои се соочуваат овие новороденчиња. Континуирано оделението, значи прави реконструкции со цел да го одржи тој тренд. Имаме и организациони промени, што значи самите простори каде ќе се сместат кои новороденчиња, на кои деца им треба вентилација, да кажеме најагресивна поддршка, каде ќе бидат тие сместени дечињата кои што имаат изолирано некој микроорганизам, односно некој причинител на инфекција, тие ќе бидат во друга просторија, за да не можеме тоа да се пренесе кај дечињата кои што немаат инфекција. Понатака кадровски, тоа е многу важна работа во работата со оделението, значи да има оптимален број на кадар, тој кадар мора да биде постојано стручно да се усовршува и техниката е исклучително важна. Без техника навистина нема. Овие бебиња не се доволно развиени, тие можат да преживеат, но не се доволно развиени за да можат самостојно да живеат, туку баш со помош на високо софистицирана техника, значи само со медицинска лекарска помош. Смирува ова што го слушам дека Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство ги следи светските трендови и дека одиме напред во погледот на здравствената нега, грижа и за можностите. Благодарам, докторке, што бевте денеска гостинка. Ете, накусо успеавме да дадеме едно значение на денот, светскиот ден на предвремено родените бебиња. Верувам дека денеска и на клиниката ќе си го одбележите денот, 17 ноември. Да, верувам дека организирано, али нешто заради ковид условите ќе биде на плоштата. Добро, но сепак, денот се одбележува. И верувам дека ќе ви дојдат мајките со веќе пораснати дечиња да си ги видите веќе оние мали бебиња сега како големи дечиња пораснати. Да, и да имаме се повеќе поуспешни приказни. Се надевам. Благодарам. Ви благодарам и вам.